Граѓани и граѓанки на Македонија, дозволете вечерва на вас и на сите граѓани и граѓанки на Македонија да ви ја честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Ова е историската честитка што пред 26 години ја испрати тогашниот прв председател во независна Македонија Киро Глигоров. Република Македонија денеска одбележува 26 години од успешно спроведениот референдум, на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Убедливо мнозинство, над 95% од граѓаните што излегоа на референдумот на 8 септември 1991 година, позитивно одговорија на референдумското прашање: дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија. На референдумот му претходеше декларација за независност, што првиот повеќепартиски македонски парламент ја усвои на 25 јануари 1991 година. Формално волјата на народот за самостојна држава беше потврдена со декларација за прифаќање на референдумските резултати на 18 септември 1991 година во Собранието на Република Македонија. Следен важен чекор во зацврстувањето на државата беше усвојувањето на новиот устав на 17 ноември 1991 година. Сенка врз настаните со кои се поставија темелите на самостојна Македонија фрли бојкотот на референдумот од страна на дел од албанската етничка заедница и неподдржувањето на новиот устав од пратениците албанци. 10 години подоцна уставот беше надовполнет по конфликтот во 2001 година и подпишувањето на рамковниот договор. Државноста на Македонија прва ја призна Република Бугарија, пошто следуваа признавање и од Турција, Словенија, Хрватска, Русија, Босна и Херцеговина. Државата се осамостои монетарно со воведување на денарот на 26 април наредната година, а потоа доби и своја армија која родентен од го слави на 18 август. Меѓународно правниот субјективитет на државата дефинитивно беше потврден на 8 април 1993 година, кога со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации Македонија беше примена за 181 полноправна членка на светската организација. Поради противењето и притисоците на Грција, која не го прифаќа нашето уставно име, за членувањето во Обединетите нации беше под привремената референца поранешна Југословенска република Македонија. Под покровителство на Обединетите нации, Скопје и Атина почнаа разговори за решавање на проблемот што го има Грција со уставното име на Македонија. Преговорите се уште траат. Во изминатите 26 години самостојно живење македонската држава мина низ низа проблеми и тешкотии. Трицифрената инфлација на почетокот на 90-тите години, грчкото ембарго, косовската бегалска криза и конфликтот во 2001 година беа вистински предизвици и закани за младата македонска држава, што го забавија нејзиниот пат кон остварувањето на стратегиските цели за цврстување на демократијата, економски развој и интеграција во евроатлантските структури. Последните 2 години ги одбележа и политичката криза, која предизвика застој во процесот на евроинтеграциите, а беше надмината со договорот од Пржино, декемвриските парламентарни избори, формирањето на ново владеачко мнозинство кое треба да ги спроведе итните реформски приоритети.